Не знаеме поради кое мало во наши очи лошо дело може да ја предизвикаме Аллаховата љутина и да заслужиме џехеннем. Че два хадис, еден хадис, Бухари и Муслим, една жена ја затворила на една машка, не и дала да јаде да пијат и поради ова ќе влезе во џехеннем. Друга случка, значи ова, например, во нашите очи не е нешто големо, но мачка. Во други хадис, поминувал еден човек во еден пат и имало во овој пат едно паднато дрво им сметало на муслиманите. Рекол, ова дрво им смета на муслиманите и ќе го отстранам ова. И го отстранал таа прешка од патот и Аллах џелешану му се смилувал на него поради ова дело. Ова види во наши очи мало, ама не знаеме кој е вакво дело мало може да биде причина за да видиме ние спасени. И да се трудиме да имаме кај нас некои дела, добри дела специјално, што ќе се трудиме да ги правиме со ихлас само за Аллах џелешану 100%. Да не знае никој за тие дела. Да не бараме ништо никого за тие дела. Да не ги кажуваме никогаш тие дела. Да ги направиме само за Аллах. Овие дела можат да бидат голема причина и себеб за Аллах џелешану да ни се смилува на нас. Види, едно од вредностите на добрите дела, Аллах џелешану ги наградува на тие што прават добри дела уште во дуња. Наградата доаѓа уште во дуња. За многу добри дела наградата доаѓа уште во дуња. Ние често, например, правиме добри дела и мислиме дека ова само во ахирет ќе имаме награда. Не. За многу дела Аллах џелешану наградата ни ја дава уште во дуња. Поради тие дела може би да бидиме спасени од некое искушение, од некоја незгода, од нешто што треба да ни се случи на нас, поради тие добри дела што ги правиме. Тој хадис, голем хадис, мутаватирен, го пренесувате Абдулlah ибн Умар, Абу Хурейра, во Бухари, во Муслим, вели пејгамбер сам тројца излегле во пат. Во еден ривајат вели се засомнале во една пештера. Еден други ривајат вели фатил дожд голем надвор и се засомнале во оваа пештера. Кога влегле во оваа пештера, паднала една карпа на влезот од оваа пештера. И што направиле? Кажале, од овдека нема излез освен Аллах џелешану. Да се обратиме кај Аллах џелешану. Зошто да викаш не те слуша никој, дождот надвор, тие мухадиси велат тефсир на ова ги избришал трагите, не може да ги најде. И излез од ова само кај Аллах. Често можеме да западнеме во некои вакви проблеми во животот, во некои неизлезни ситуации, кога сите врати од дуња се затворат. Ама мора да знаеме дека вратата од Аллах џелешану со неговите робови е отворена секогаш. Уд'уни астаџиб лакум, повикајте ме, ќе ви се одзвијам на вас. Секогаш. И што кажале? Кажале, излез од ова само Аллах џелешану. Да го молиме на Аллах џелешану со нашите добри дела што сме ги направиле во дуња само за Аллах. И првиот спомнал, имал родители, стари родители, тој бил овчар, кога се вратил со овциве, не им давал млеко да пијат неговите деца пред да ги напои неговите родители. И велите една вечер излегов и немаше храна за овциве, се оддалечив, кога се вратив моите родители беа заспани. Јас чекав со санот со млеко, а моите деца вели тргај на моите нози за да им дадам храна или ова млеко од глад. И вели чекав до самот додека се разбудат моите родители да им дадам. Значи, ама ова и вели на крајот и се разбудија им дадов нивниот дел, потоа на моите деца. И вели Аллах, ако ова го направив само за тебе, нека се трни оваа карпа. Не ни ослободи од тука. И вели карпата се помери овај камен, ама не доволно за да излезе. И види, често некој може би прави доброчинство спрема родители, ама не тоа доброчинство да биде со намера, за да не види некој или дека така треба да биде, дека јас треба да им правам добро на моите родители, да го направиме ова само за Аллах. Да биде оригинал ибадет ова. Ова го правиме само за Аллах. Ја Аллах, ова го правиме за тебе. Не дека тоа е традиција во нашето место да се поштоваат родителите, да им се прави измен. Не, ова само за Аллах. Вториот од овие луѓе бил зулумчар. Бил расипник. И направил телбе. Што бил? Имал една негова роднина, една жена, и ја сакал таа жена, како што маж сакат жена. Ја повикал на неа, за да има зина, го одбила. Се додека еден момент не дошла кај неа глад. И вели, дојде оваа жена да поборат борч, заем кај мене, и дадов 120 златници. И реков, ќе ти ги дам овие, ако ми се предадиш на мене. И вели, ми се предаде на мене.
И тамам се доближав до неа и ми рече, плаши се од Аллах, немој да ми го земаш ово, освен со неговото право. И вели, се воздржав и се тргна. И реков, ти го оставам тоа. Направил теуба во овој момент. И вели, Аллах, ако го направив ова за тебе, нека се оттргни тоа карпа. Карпата се оттргнала, ама не доволно за да иде. И третиот вели, ја Аллах, јас бев газда, работодавец, имав работници кај мене. Еден ден од тие работници, голем ривајатите, вели, дошол еден човек кај него, работел пола ден. Тој за еден ден им давал 12 грстови со ориз. Дошол еден човек, работел многу, повеќе од сите, ама работел пола ден. И овај му дал цела дневница, неговата ти цела. И еден од овие работници рекол, зошто на него му даваш за пола ден цела дневница, на нас цел ден работиме, не ни даваш толку. Ова казна, тој сака толку да му дај ти направил работа. Овој што се побинал, што се пунел, заминал. Господи, не е зел дневница. Вели се врати после многу години, јас неговите пари ги вложив во бизнис. И кога дојде рече, дај ми ја мојата дневница. И вели, му реков, ова што гледаш пред тебе, од крави, од овци и од робови, е твое. Вели, го зеде цело тоа, не остави ништо и замина. Вели, Аллах, ако го направи ова за тебе, нека се тргни тоа карпа. И карпата се помери, или тој камен, доволно за да можат да излегува сите тројца. Да се трудиме сите дела што ги правиме во животот, да ги правиме вака, само за Аллах. Замисли кога би паднале ние во ваква некоја пештера, дали имаме некои дела со кои можеме да го молиме на Аллах Желешану вака? Или кога би биле ние четворни со некоја? Верникот треба да се труди неговите сите негови дела да се трудиме да ги направиме само за Аллах, 100% да бидат за Аллах. Да не измешаме нешто во нашиот ние, за да не видат, за позиција, за углед. Немој да се грижиш, немој да се секираш. Аллах Желешану ќе те види ти во најголема црна темница да видиш, Аллах ќе те види на тебе. Имаше еден ден дојде еден гостин кај Пегамбер сам прати кај неговата фамилија, дали има нешто задење кај неговите жени, немаше ништо да му прават и крам на овој гост. И рече, кој ќе го земат овој мој гостин кај негово гостин? Еден од Ансар рече, ја. Го зеде кога дојде дома, е праша на негова жена дали има нешто задење, рече, нема ништо, освен тоа малку за нашите деца. Рече, заспи ги наши деца, намали таму тоа светло, им го даде цело јадење на овој гостин, тој го јаде и заврши оваки се. Темница, никој не знаеше. Следниот ден, Пегамбер алейхиселам му рече, Аллах беше задоволен од тоа што го направи вчера. Аллах му го истаде, му го кажа тоа негово дело. Аллах го кажа тоа негово дело, иако тој го скриува негово дело. Не се грижи, Аллах знае за нашите дела. И ќе ти каже браво, и ништа. Толку. Само ќе го расипаш. Ќе го унишиш твоето дело. Да се трудиме за Аллах да ги правиме тие дела. Да го спозиме на Аллах Желешану дека Аллах не гледа, знае што мислиме, што криеме во наше срце, во наши гради, во наши мисли, Аллах знае. Не се секирајте, што ќе каже другите, бе ти гледај Аллах да биде задоволен. Да се трудиме да имаме вакви дела и нашите дела со ваков ихлас да ги правиме. Само за Аллах. Да го задоволиме на Аллах Желешану. Кога имаме вакви дела, иншааллах, лесно ќе ни биде на нас животот напред. И што во дујна ќе ги чувствуваме тие лезети на овие добри дела. Уште во дујна ќе ги чувствуваме. Ниаметите од овие добри дела. А доволно е на верникот лезетот од тие добри дела. Наградата за добро дело, кажал Селефон, награда за добро дело е уште едно добро дело, Аллах ти овозможи да направиш после тоа добро дело. Како што за казната за лошо дело е повторно да направиш лошо дело. Аллах Желешану да не направи тоа тие кои ќе ги правиме сите дела во нашиот живот само за Аллах. Аллах Желешану повторно да ве награди за овој ваш труд што дојдовте толку далеко да не правите зијара на нас, Аллах Желешану да биде задоволен сите вас и сите нас. Ја би сакал да го слушам уште еднаш, кога можат да